Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Radio Skopje, prva programa na srednji branovi od 370,4 i 241,5 metri i na ultrakratki branovi od 97,3 MHz. Dobro utro, dragi slušatelji. Денеска е вторник, 25 декември 1979 година, 359 ден во годината. Во Скопје сонцето изгрева во 7 часот и 1 минута, а заоѓа во 16 часот и 8 минути. Денот трае 9 часа и 7 минути. Месечината изгрева во 11 часот и 14 минути, а заоѓа во 23 часот и 12 минути. Даваме знак за точно време. Ке означиме 5 часот. Означивме точно 5 часот. Први утрински вести. Иранскиот верски водач Хомеини ќе реши за судбината на американските заложници по седницата на Меѓународната правосудна комисија, која би требало да се одржи во првата недела на јануари. Ова го изјави иранскиот министер за надворешни работи Готв Задех во интервјуто за дневникот Етелат, нагласувајќи дека судењето на заложниците сега не е од првостепена важност. Председателот на анголската партија и држава Жозе Едуардо Душ Сантуш се врати денеска во Ангола по 5-дневната официјална пријателска посета на Советскиот сојуз. Прогноза за времето денеска. Ќе биде умерено облачно, слаби врнежи од дожд ќе има во предпладневните часови во јужните делови на републикава. Температурата ќе се движи од 6 до 12 степени. Во Скопје и околината умерено облачно со температура околу 10 степени. Тоа беа првите утрински вести. Драги слушатели, во првиот блок од нашата утринска музичка програма емитуваме македонски народни песни и ора. И додека ја слушате оваа убава македонска народна песна, драги слушатели, што ја исполнува дуетот Цариевски-Трпчевски, да ве подсетиме на времето. Сега е 5 часот и 10 минути, 5 и 10. Умрем, загинам, џанам за тебе. Го слушате Народниот оркестар на Радио Телевизија Скопје. Но чујте колку е часот. Во овој момент, драги слушатели, е 5 часот и 15 минути, 5 и 15. Вашите утра веќе не се добројуваат. 12.573 и 5 или и 9. Утра на она утро од пред 35 години. За 35 години е постигнато она што за некогаш и за некого бил потребен век. 50 вати на таа рожба, што ги префрлуваше брановите преку десетина улици, го роди ова ваше денес. Тие 50 вати ги пренесуваа 50 на професии, собрани во 7 личности. Во тоа утро на рожбата, тие одеа по домовите на десетината улици, милиметарски ги штелуваа радиопремниците, за да го фатат мигот на преобразувањето на вековниот сон во јаве, да го слушнат зборот на сопственото раѓање и постоење, зборuje Радио Скопје. Помина 35 години на раѓањето на тоа утро, што многу и мнозина надрасна за да тој збор денеска ги прекинува мердијаните за да оди во Сиднеј, Греланд или Канада. Рожбата на тоа утро од пред 35 години израсна во гигант на радиотехниката, освојувајќи улици, градови, држави и континенти. Ванчо се договори со спикерот
За вестите по 5 минути почнуваат, ќе има потреба изда од 3 минути резерва, те молам запиши ја, и претходно имавме 3 минути резерва со дополнување од 67-60, прво од забавна музика. Gary Barton na vibrafonu, Tiger Okoši na trubi, Chip Jackson na basu i Bob Moises na bubnjevima, članovi su ansambla koji vodi proslavljeni majstor na vibrafonu Gary Barton. Trka. Kolega nešto drugo, mislim na tebe, na utro, na keot. Tvojite rance se poslatke od koliko lepo. Mislim pre svega na intuicioniste, ali... Ipak nisam znao, ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Vino točima, vino ne pije, srce ima за излишноста на зборот. Дека најмалку го трога тој онега што му е упатен. Од каде тогаш таа потреба да се изразуваме дури со ритм и рима, дури со алитерации? Тука видија сега безсмисленоста на земните извори. Било на чучур, било на вода, било на грлен извик. Тоа е порив. И за смисла не прашу. Тоа е порив. Тоа е порив. Тоа е порив. И за смисла не прашу. Го слушавте есејот на Блаже Конески "Излезе сејач да сее". По него артистката Цветанка Трпкова и Љубомир Бранџолица ви представија дел од поетското творештво на Блаже Конески. Може? Дај ни со ова со лампава, Таше, кој ќе треба да снима. Мора нешто, миче. Не, ама да ја даде знак, не знае. Готово? Идеме. Da
Белград вечерва е одржана седница на Сојузниот извршен совет. Точка. На седницата е утврден текстот на резолуцијата за политиката на остварувањето на Обштествениот план на Југославија за 1980 година, запирка, освен во оние делови во кои постапката на усогласувањето е во тек во одборите на Соборот на Републиките и Покрајините на Собранието на Југославија. Точка готова. Марушич, таа вест ќе ни оди по ова информацијата за седницата на председателството на Собранието на Југославија. Идемо. 176. Ко-председателот на Патриотскиот фронт на Зимбабве, Роберт Мугабе, изјави дека крилото на фронтот на Африканската национална унија на Зимбабве, повлака ЗАНУ, чиј председател е тој, запирка, ќе учествува на предстојните избори во Јужна Родезија како посебна партија. Анице! Анице! Ајде, Анице! Да, идемо. Фудбалерите на Вардар се врати денеска во Скопје по 20-тиот престој во Австралија. Точка. Комунистите? Да. Сите играчи на скопскиот тим доби одмор до 13 јануари, кога ќе започнат и подготовките за престојната сезона. Готово. По повод 35-та годишнина од излегувањето на првиот број на вестникот Бирник, запирка, орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија на српски јазик, запирка, председателот на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на Македонија, Марковски, и им упати телеграма на работните луѓе
Само молим те да не биде подолга од една минута. Оти имаме голем прилив на информации, тоа не само од земјава, туку и од странство. Дека Мугабе додал, оти смета дека Патриотскиот фронт ќе добие повеќе гласови. Radio Skopje prva programa na srednji branovi od 370,4 i 241,5 metri i na ultrakratki branovi od 97,3 MHz. Даваме знак за точно време. Означихме точно 24 часот. Последни вести. Председателот на Републиката Јосип Броз Тито ја прими денеска во Караѓорѓе во делегацијата на Социјалистичка република Словенија. Во делегацијата беа Сергеј Крајгер, Виктор Авбелј, Стане Доланц, Андреј Маринц, Франце Попит, Милан Кучан, доктор Антон Вратуша, Митја Рибичич, Винко Хафнер, Јанез Випотник и Бориц Бавдех. Членовите на делегацијата го известија председателот на Републиката за општествено-економскиот развој на Словенија, како и за некои актуелни прашања во врска со спроведувањето на мерките насочени кон стабилизација на стопанството. На председателот на Републиката и председател на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито денеска му е доделена првата златна плакета на радиотелевизија Скопје. Ова беше решено на свечената седница на Работничкиот совет, што се одржа по повод 35 годишнината на радиотелевизија Скопје. На председателот Тито, работниците од нашава куќа ќе му го подарат и документарниот филм Најсаканиот гостин, што е снимен за време на минатогодишниот престој на председателот Тито во Републикава. По повод 35 годишнината од излегувањето на првиот број на весникот Бирлик, орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија на турски јазик, председателот на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на Македонија Крсте Марковски им упати телеграма на работните луѓе на овој колектив со срдечни и топли другарски честитки. На председателот на Републиката и на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито денеска во Нови Сад свечено му е доделена првата златна плакета на Маѓар Со по повод 35 годишнината на излегувањето на ова информативно-политичко гласило на унгарски јазик во Социјалистичка автономна покрајна Војводина. Тоа беа последни вести. Радио Скопје прва програма. Драги слушатели, заврши нашата програма. Програмата за денеска ќе започнеме во 4 часот и 55 минути. Дежурната екипа на Радио Скопје ви пожелува добра ноќ.
Добра ноќ, следбеници на Панде Поповски, Ефти Митевски, Владо Малевски, Джувалековски, следбеници на оние 50 професии собрани во 7 личности. Од тоа утро израсна овој гигант на радиотехниката. Се роди во тоа утро радиотехниката, но се роди и она што за секојаш ќе остане и ќе живее. Во вас следбеници чукаат срца со 120 очукувања за да се фати минутата. Ќе остане таа трка со времето за да се пренесе радоста и вистината, автентичноста и искреноста. Добра ноќ, синови и внуци на утрото од пред 35 години.